Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај, Бомбакис! Ајде, добро вечер и добро ни дојде повтор пат у мојот подкаст. Се надевам дека... Нема гајле. Се надевам дека ти се допаѓа студио, пошто првиот пат кога беше кај мене дома. Да. И кажи ми како си помината од тогаш искуство. Супер беше. Па до сега промените. Кој овие промени? Да. Сега ти е оригинал, брат, джам. Абе тогаш ти беше добро, баш подкаст. Да, баш подкаст, ама дома е птен, не знам. Па добро, пријатна атмосфера, коузи беше едно друго. Сега е студивце. Сега е студивце, да. Да, студио оригинал. Секогаш може подобро, али добро да. и ова. Бе. Се снајдели до тука, до Дончо Штипјанчето? Да, бе, брат, имаме компјутер денес у джеб сите. Мислиш ли дека можеме да направиме некоја песна за Дончо Штипјанчето? Чекај, добар сум вака, брат. Супер си, да. Па не знам, брат, можно. Да. Мислам не ја, некој од што тоа му значи нешто. Може да направи. Како си, кажи ми што прави, што има ново, не сме се виделе одамна, луѓето те бараат, ајде пак со Тонио Сан, ајде пак со Тонио Сан. Добар, Сакаме брат, да слушнеме некои нови работи, сакаме. А имаш нови работи за кажување? Добар нешто, намалив некоја килажа, прошли период се загрижија блиски, сега сум добар, се вратив на свој. Почна да вежбаш? Не, као се вика, абе ја увек сум физички активен, така да... ако ме прашуваш у теретана, не сум стапнал никад у живот, мислам, немам ништо против свака част, Да. никад у живот, си вежбам ја за мене и играм баскет 2 пати у неделата, така натака, сум физички активен, така да... Али вака да влагам у теретана, тоа не е. Не поштоеш? Не, поштојам, ама не идам ја, мислам. Да, не е твој стил. Немам таква, немам ја таква тренинг култура, знаеш, друга имам. А уште ти Имам еден тек железен доле кона овој дома кона цртан филм, тој си го, ама не разбираш. Да, Таков палце по скоро те капирам, ма кажи ми, пошто прошлиот пат кога се видовме, ми кажа дека цело време си играш кошарка со другари едно друго. И не знам дали ти текнува, ми рече дека работнички ќе бидат шампиони, и мене ми текна и за тоа сега сам да ти кажам дека МЗТ беа шампиони. Така. Тогаш. Така кажав Дека шампиони ќе бидат и нели се договаравме, јас мислам се пишувавме дали си на утакмица сега, дали некој ти текнува, ама тоа Не, мислам па, се видовме, мислам, еднаш. беше пред 2 години беше тоа. Тогаш беше, брат, Да, колку одамна. помина од прошла Па 2 години скоро. 2 помина и не бе 2. Па има сигурно. Да, можда. Сигурно 1,5 има сигурно. Чекај, има време за работнички да се вратат, брат, сега полека. Мислиш дека ќе ги биде сега? Па сега не знам дали ќе ги биде, ама ќе ги биде некад сега. Некад. Кога ќе биде, ќе видим. Кажи ми, до кај застанавме таму, не зборевме многу за стриповите, за... Не ти се свиѓа, не ти е удобно? Не бе топ ме, брат. Не, па мрдам ја сега, да. Ако. Тогаш кога беше кај мене не зборевме многу за уметноста, сега сам да збориме малце повише за уметноста. За визуелна. За све, за љубовта кога прв пат ти доаѓа, од каде, кај си видел, што си видел. Знам дека јапонската култура нешто има поврзаност тука со тој дел? Јапонската е покасно. Баш сега на некој час зборевме за како првото моје запознавање со јапонската анимација, ајде таму. Вака, ќе ти ја срочам у една мини приказна. Јапонската е покасно. Ја првата љубов кон тоест првата инспирација која што ми всадува љубов кон ликовната уметност, визуелно воопшто, е Астерикс и Обеликс, Таличен Том, значи таа франко-белгиска школа на стрипови. Денеска, знаеш, например, мене ми е многу чудно како, мислам чудно, секоја генерација си има своја ера, своји херои, знаеш. И денеска, например, младиве немаат појма кој е Таличен Том, Лаки Лук. Ја ми бил можда број 1 херој, пред Астерикс ми бил, знаеш. Астерикс стигнал до денешниве млади луѓе преку филм, преку игрица, Преку цртани, да. Преку цртаните, да, преку стриповите, кај кого како ретко.
Али Таличан Том некако остана, има анимирани, ама остана некако у таа стрип форма. Така да мене ми се тие првите, тоа е некој хумористичен, авантуристички концепт, жанр, знаеш, има многу историја таму се учи. Ја, например, историјата на европските култури сум ја учел преку Астерикс и Обеликс, знаеш, дека секоја епизода они има патешествие некоја, значи, идат у Корзика, па тие италијанските нарави ги гледаш таму, Сицилија, идат у Швајцарија, идат у Белгија, идат викинзите ги напаѓаат, па идат у Британија, знаеш, и така ги учиш некако културите и тие некои специфичности што ги имаат народите, али зборам тоа низ некоја си сепак хумористична, знаеш, Астерикс е феномен као и за млади и за стари. Сега, првото моје запознавање со јапонската анимација, прв пат, кога, например, не знам, до тогаш ти гледаш Дизни цртани, знаеш, мислам, тоа пуштаат, не е како сега имаш све да симнеш, него... Сега има свашта, да. Да, јас зборам за 90-ти, значи, што ти пуштат на телевизија или што ќе земеш у видеотека, а тоа што го зимаш од видеотека е тоа што е некако тренди што го има тука у областа. Знаеш, не можам ја да идам сега да барам, например, аниме некое што денес може да го нема едноставно. Така да имаш Дизни, имаш Астерикс, Таличан Том имаш и така натака. Сега, прв пат кога го пуштија Акира, цртанот, или Ghost in the Shell, не знам. Тоа е јапонски? Да, јапонски. Или по некоја случајност каква мајца носам, Јапан. Джапен, да. И позади е цела со... Топ. Не, некоја случајност, да. Па ништо не е случајно. Ќе ти ја подарам на крај. Не, бе, па ти баш носи ја презентирај Да, во иначе е Јапан. добро, супер. Мислам, ми се свиѓа и мене јапонската култура и затоа сам све Све што е да со ми Јапан. кажеш. Да, све што е со Јапан поврзано, ретко што е неквалитетно. Само сакав да ти ја докажам приказнава, така да ја, како и сите ние, зборам од таа генерација, анимациите што ги гледаме се претежно за млада публика. Прв пат кога го пуштија на некоја телевизија, знам, Акира или Ghost in the Shell. Едниот е 88, другиот е 95. Како и да е, двата се смртно озбилни цртани, значи зборам озбилни за не само за возрастна публика, не само што не се за деца, него се за специфична публика. Има у двата цртана многу политика, има сериозно, има гор брутални сцени. Например, ја прв пат гледам цртани, са мене ме занима све што е анимација, анимирано, Да, цртан филм, знаеш. И пуштаат некои, Акира мислам дека го гледам прв пат, ја се навлекувам, цртан филм, ама некако е све сериозно, многу диалог. А ти сам го најде или? Не бе на телевизија го пуштаат, знаеш. И меѓутоа сега го пуштаат без филтер. Негде тој цртан треба да иде после 11-12 ноќе. И се случува да решетање онакво има едно со калашникови прават партал, лета рбето, значи не знаеш каква Морбидни брутална сцени, да. не? Сексуални сцени имаш исто, значи скроз е тоа, они малце друга им е летвичката, знаеш, Да. она као за возрастни луѓе. И ја прв пат кога го видов тоа, ја ми се травматизирав. Тоа е мојот прв судир со јапонска на анимација, знаеш, Акира, Ghost in the Shell. Не сам, тешко ти е политика се збори, секс сцени. Ја мислев дека јапонците се луди. А колку години си имал тоа? Па дете бев, не знам. Рачунај. Значи, ушто тогаш си ги укапирал што сака да кажат, уствари Па што не, намера тогаш имат не ги поз- укапирав. Тогаш ми беа next level. Интересни, Ја да. после ги прифаќаш со Мијазаки цртаните. Знаеш, кога ќе искочат тие на Мијазаки, после почна да ги даваат. Значи, Принцес Мононоке го фатив, знам тогаш на телевизија, на еден, мислам беше. И од тогаш до ден денес ми е омилен цртан Принцес Мононоке. Али тоа е малце знаеш, и тоа е за возрастна публика, малку внимаваат на... Да, знаеш, не е толку брутално. Има и таму сцени, таму ќе се исече глава и свама, некако е по-пристојно направено. Ова е
наметнато, однака, да го видиш и да те травматизира, да те шокира. Зборам за Акира. Да. Така да после, кога ги гледав Spirited Away, Princess Mononoke и останатите Миязаки, тука веќе гледаш дека они имаат уствари многу леери. И после гледаш дека јапанците имаат за они па ептенса у леери, има за машка публика, за женска публика, за најмлада публика, за млада, за тинеџ. Значи све работат луѓето. Не да тие само тоа прават. Само А има ли некоја задна приказна у сите тие цртани? Пошто знам дека имаш и таква песна. Каква? Па читай меѓу редови. Да, ко за чудо да ти кажам, право е една од можда Најслушаните? Па таа мислам дека на каналов што е сега на Тонио Сан Топик, не ми текнува дали е таа или фреквенција, мислам дека меѓу редови е најслушана. Па јас знам дека пола милион таа. да, многу луѓе да. ги. А сега си имаш собствен канал, сите песни ти се таму префрлени Па или? да, тоа е оно официјално преку дистроките. Пошто предходно беа натаму наваму, Да, така? не, сега моите албуми се сите на мое место собрани. Влегуваш полека у тоа, се снаоѓаш у тој социјалниот свет? Што е, мислам, со социјални мрежи, со такви ствари, како функционира и се не сум тоа? на социјални мрежи, мислам ја тоа немам ништо, немам Инстаграм, немам ТикТок, знаеш, бајат сум за тие работи, дури и каснам со ова, со ставање на песните на Spotify, на сите тие музички платформи, али сега ги има, така да денес е многу едноставно, ги ставаш на дистроките и они ти се агент, они ти ги ставаат сегде. Да, ама денес мислам дека треба да ги имаш сите социјални мрежи, пошто Треба. артистите така се промовираат, на тој начин се промовираат. Да, ама ете, ја си викам, мај не сум направил тогаш сега, некако на овие, не На знам. овие години. Што Мислам дека ќе знаеш, мораш и ти, мислам, ќе видиме Да, некој ден да на се Инстаграм скршам, Тонио Сан, да. Кажи ми малце нешто поише за Астерикс, Обеликс, за меѓуредови, уствари. Идејата за тоа. И дали мислиш дека е тоа стварно така? Значи вака, како беше меѓу редови збори за Попај, дека За всушност Попај, да, дека за- не јаде спањак, да, дека не јаде спањак, за Астерикс за и Астерикс Обеликс, дека не пијат да, волшебен напиток и дека којот сака и којото за брзата Човек, пица кажано е и све у трица. песната, сега ми текно, види ти дали е така, мислам, глеј, тоа е некој креативен хумор и сатира пак, али теорија на заговора, знаеш. И кога ќе размислиш, секој има право да си прифати како е. Мислам, на крајот на денот, не знам дали и ти кажуваат авторите вака Што е е конкретно поентата, или да. така. Мислам, имаш ти начини на размислување, ако си склон кон теорија на заговор, ќе прифатиш барем една од тие приказни. Да, ама ние као деца кога ги гледаме на крај памет дека е тоа, Дека е али тоа. добро, после некое време и после твојата песна мислам дека сите така размислуваат и сега за овие новите цртани што не само за тоа. Па не знам, човек, мислам, види, не можам да тврдам, ја тоа сум го кажал, дали сега го мислам дека е така, немам појма, мислам, не сум размислувал на темата. Ти кажем, пола е хумор, ама знаеш како викаат, у секој хумор. Уси, да, у секоја шала има пола вистин. Така да можно е. А за Сонџоку што мислиш? Dragon Ball? За Dragon Ball, Rest да. in peace на Акира Торияма, на креаторот, сега нели почина пред скоро, пред некоја Не знам, не сум упатен до Да, тоа. пред креаторот на Dragon Ball, Нема грех. Акира Торияма напушти, така да шо мислам за Гоку, па Dragon Ball е феномен, знаеш. И тоа исто го дава, таа серија најден ја дава. Да, Dragon Ball. Синхронизирана е тоа ја дава. И да ти кажам право, знаеш дека кога сме на темата дека треба еден апел ако некој усвари не Ако некој не слуша, не гледа. али ништо е тоа. Али знаеш, денеска многу е битно и здраво децава да слушаат цртани на македонски јазик, знаеш? Тоа да. Пошто ја познавам, имам пријатели што децата англиски им зборат.
Па да, у принцип гледаат англиски, И све на англиски зборат, на англиски бројат, зборат, Македонскиот го забораваат. него ни зборат, зборам да. која они која создаваат јазик у глава на зборам која имаат 1 година, 2, А тоа што е како сунгери. да, и многу е важно да има синхронизација на македонски. Знаеш, ја порано сум не сакал синхронизација, сакам оригинално, али Да. сваќам дека е многу важно за најмладите. Како не е важно, сега ќе излезеш на улица, две деца на англиски, На зборат. да. Мислам, дај у Македонија Убаво е ама да знаат, ама супер е да знаат, ама Мора мислам да дека све е да. тоа од дома, од домашно воспитување и такви ствари. Тоа е многу длабока тема, многу сам да ја зборам, али е многу длабока и многу се нервирам на таа не тема бе, да не ти се кажам. нервираеш. Кажи ми сега почнавме со јапонската него. Првиот допир со уметноста твоја. Каде, што, како е, што Па- си направил прво нешто, уметничко дело, дали ти текнува, дали се сеќаваш? Да, ја кој што ти кажав, ги памтам бледо тие мои излети, цртав стрипови, многу сакав стрипови да цртам. Тоа со стрипови учев, многу сакав стрипови да читам, али нели као дете тоа што го гледаш тоа го правиш, не го правиш она што ти го кажуваат да го правиш, него тоа што го гледаш Да. го правиш, нели? Гледаш кошарка, играш кошарка. Тоа што гледаш- те интересира тебе. Да, На да. принцип. Цртав стрипови, прекопирав многу, ги цртав карактерите на Астерикс, на Таличен Том, тие, знам дека многу сакав илустриран забавник или политики забавник, тоа излага до ден денеска. Тоа е списание едно за едукативно, за средношкол, па не знам дали и за основци, и за средношколци. Има внатре и стрип, има и приказни некои квизови, имаш, знаеш. Баш е едукативен магазин. Уште искача на српско-хрватско подрачје, значи у Србија, у Црна Гора. Ама кај нас нема нешто така. Кај нас нема, кај нас имаше илустриран забавник. Истото, само на македонски беше. Таму многу читав, знам, стрипови од тој магазин и цртав, нели све што ќе видиш, некој црна брада ми се свиѓаше. А графити? Стрипа. Графити е покасно, не сум бил никогаш графити цртач. Ја имам неколку графити направено заедно со Страйк. Меѓутоа не можам ја да кажам, ја не сум имам уствари графити. Па се бројат, вака може и да десетина да се можда да Ама се не собера. тие не си се усмерил на Па тоа. не, ти не било можам тоа. да кажам дека ми е мене тоа култура. Јас сум бил никогаш јас сум се дружал со луѓе што работат графити и јас сум бил заедно со нив да нацртам карактер, знаеш. RolandPlanet.mk, продавница за музичка опрема и за музички инструменти. Се што сакате можете да си најдете кај нив, се наоѓаат Карши Рамсторот во центар. А никогаш не сум посегнал као идам сега, ајде да цртаме Да. графит, него мене ми викале, ајде и ајде. Сакав тоа да ти кажам, и од трето оделение отидов у цртачка школа Дега, ова мислам го зборев негде, работев таму, знаеш, у цртачката школа, од трето зборам, и така да таа цртачка школа издаде Бојанка, знам, официјално со мои цртежи внатре, издаде календар за Наја Сокови имаше тогаш едни. Ја го дизајнирав 50% од овакво од календарот и плакати имаше така натака, така да тие се моите први некои издадени работи што искочија, зборам. Ова ти кажам кога сум имал 10 години. Значи уште оддамна. Оддамна, од многу млад уствари сум улетал, знаеш. А твоите родители, мислам, као реагирале на тоа, На? на уметноста? Мислам, те поддржувале? Да, секогаш. Да, стално, мислам. Да, па татко ми ме однесе таму, мислам, ја идев у цртачка школа у Блаже Коневски, школа во аеродром, а живеев у Чаер. Зборам од трето, значи од 9 години, татко ми ме носел секоја понеделник, среда и петок.
И после по своја волја се запиша на уметничко. уметничко. Да, после тоа ја тренирав и кошарка, знаеш, и некако и тренинзи и ова не идеа заедно. После многу сав кошарка, така да негде таму 7-8 ја само кошарка ми се вртеше. Ма да не беше ова што си денес, мислиш дека кошаркар ќе завршиш? Па не, да бидеш знам, или човек. Па немаше не, толку- Македонија сме. Мислам, у Македонија, знаеш како, до 16 години имаш талент, до 18, после После тоа, ако врски не се пробиеш треба, или- надвор, Да. па така иде. Тука ќе треба да играш за 200 евра, за 300 евра, за да, за мислам. некои ситни. Па не е ова, мислам тоа е, ние сме мал пазар, мало да не навлагаме Да. сега. Може уствари ќе навлеземе после. Шо ти 7-8 кошарка, значи тоаш направив трансфер од Соколи, ја у Соколи играв, Карпош. Карпош Соколи. Да, Не играв текна. таму Војдан Чернодрински, после направив трансфер у Работнички. Заедно со Кемпови, што снимаме, зборам. А и сега живееш у аеродром. Така му, да, па Доро, Скопје, цело го Да, фаќаме. се шалам, се шалам. И се пребацивме у Работнички и ги гуравме, онака бевме у добра селекција и дојде време да се запишуваш. И сега исто и ова сум го зборил, дојде време да се запишуваш средно и се тука ти е крстопат веќе. Каде? Шо? И у тогашно средно уметничко, дека е единственото државно уметничко училиште, значи доаѓаат од цела Македонија. Таму само 70 места се слободни и знам дека 167 апликанти имаше у моја генерација. Значи да заокружиме 170. Значи порано имало поголем интерес Поголем. за тоа, да, пошто сега како што знам дека е нешто Сега не да ни многу пунат намалено, квотата, да, не ни пунат квотата. Ова ти кажувам 2000-та, значи ја кога упишував, немаше да влезеш, рачуне од 170 души, 100 ги вратија, значи 100 не се запиша. И тоа луѓе што до ден денеска ги познавам и се знам со нив. Не влегов. И се тоа што се, мислам, се уметници или Не знам, не, скрос па на друг не, пат? чим ти тогаш ќе се скинеш на Да, ти го 14-15 години. кршат филмот. Одиш, се не знам уствари, секој со својот сензибилитет, со својата битка, со својата волја, Да, тоа, да. знаеш. Така да за тоа ти викам, и сега кога е толку висок ризикот да те примат или да не те примат, ти мораш да се фокусираш. И знам дека тогаш пресеков баскет, се вратив у сликарската школа, се спремив за да се упишам, за да го положам приемниот испит. И тоа зборам приемен испит, човек. Немало матури и такви ствари, него и приемен испит значи, имало. приемен испит имаш 2 дена да нацрташ портрет по жив модел, значи да го направиш као да си поминал факултет, знаеш, Да. со пропорции, точни карактерни особини, со све. И уште една задача, не знам, мртва природа ли. Таму црташ, на лице место. Сите цртате таму, со жив модел. Па ти професори ве гледаат у позира. позадина, Да, ве и оценуваат. они те оценуваат, да. Значи, било многу жустро се. Жустро беше, ја ова исто го зборев кога искочив у дворот на пауза, нели црташ 4 сата, нешто така. Кога искочив на пауза у дворот имаше 300 луѓе, човек. Значи 170 апликанти и сите со нивните родители, Родители, тоа да. се 350 луѓе, вака кога ги видов. И чекаат дали ќе влезе нивното Дали ќе дете влезе, или не. да. Да. Беше среќен кога те примија? Па не се сеќам, бев најверојатно бев, пошто ја бев со став или ќе уидам средно уметничко или нема да учам школа, што е поентата физика и хемија, да учам математичка Која не те физика. интересира. Да, зборам, ја учам физика и хемија, ама друга, не е математичка, Да. преку перспектива, преку светлина, преку боја и така натаму. Така да ми беше битно, да, мислам дека влегов втор на графика. Така нешто, од сите бев Тоа втор не на е листа, не е нешто лошо тоа. Па, го сакав тоа, сакав ја да цртам, знаеш. Се после кога ќе упишеш и после кога упишав, бевме крш, мислам, све ти е поинтересно од цртање. Да, Знаеш, да. почнав да снимам, па тука рачунај пубертет, па друштво, па едно, па друго и се ти црташ, абе какво цртање? Мислам. Ама сега после некое време, со текот на годините, се враќаш пак на уметноста. Мислам се Абе враќаш. ти никад Ти ја никад не не си си ја искочил, напуштил, да. само
само ја паузираш малце, не знам. Ваljda така се гради за да апдейтуваш, знаеш, за да ја апгрейдуваш, тоест. А денес мислиш дека има заинтересираност кај децава да се запишат на таков факултет? Има уметнички души? Или се многу вако Има. поретки? Не бе има, па денеска рачунај дека имаш многу поише шанси, има повеќе факултети, имаш смерови, имаш графички дизајн, имаш академии, имаш курсеви за тоа. А може да се обстои од работа, мислам од уметноста, кај нас зборам конкретно за Македонија. Да, па гледај, денеска ние сме умрежени, денеска имаш онлайн, денеска можеш од дома да работиш за било кое светско тржиште, пазар, тоа е за било кој светски пазар и да заработуваш од дома, поготово графичкиот дизајн денес е на врв на пирамида што се вика. Све е ова графички дизајн, гледаш. И е доста платен. Па да, значи ова го правил кутијава дизајнер, ова дизајнер, све правил дизајнер. Да, све треба. Така да денес има поише работа. Да, и тоа е дел од уметноста исто. Да, денес има работа, тоа е. А кажи ми, мајде за стриповите, маце, не ми докажа првиот твој, не знам како си почнал, мислам ми кажа тоа, и за сега кој ти е најомилен, што имаш сега у план, ми рече дека треба нешто да... Ајде да не заборавам тоа, значи, малце да го изрекламирам. Завршувам, тоа завршен ми е веќе, сега го спремам, ги правам подготовките за печатење. Имам нова графичка новела, се вика 9 Lives, тоа е 9 животи, се 9 чаптери, се 90 страни. Така да, тоа е мое најзначајно дело у последниве што сум ги правил. Поминаа 5 години од некои мали нешта, нели мојата прва графичка новела. Сега идеме втората, мислам дека е подобар овој стрип, пошто 5 години покасно, подобар по мене у цртеж, у нарација, мада не може да се спореди, ова е малце поинаков. Значи ќе ни кажеш малце за што стана збор? Па не сакам многу да зборам, сакам да го чисто накажа да ги заинтересира луѓето, нели го зема да го видат. Урбана приказна се работи за една група на деца кои што ќе влезат у проблеми со една друга група на малце повозрасни. Не би сакал многу, има неколку леери стрипот, значи се работи, знаеш каков е, и за кај нас, и за глобално може да биде. Например, зборам се приказната у голем град. Кој е големиот град? Да. Може да е било кој голем град. Главните улоги може да бидат било кој од нас. Значи може да си ти, може да сум ја, може да е било кој да се најде. Да, било кој да се пронајде тоа. Се работи има и за ксенофобија малце, има и за нашата ситуација у која што сме. Моментално како општество. општество. Па и тоа го има, да, ама не на дирен, на суптилен начин, знаеш, на малце меѓу редови е. Да, читай меѓу редови. Да, така да и тоа го има. А кога искача? Го цилјам крај на мај, може почеток на јуни или почеток на септември, ќе видам. Значи или мај или септември ми е, али на почеток на септември. Првата недела. А за стрипот што ти излезе некои мали нешта, да. За тоа што станува збор во тој стрип, за тоа можеш да кажеш. Па да, ама не знам дали можам, некако најубаво е да се прочита, да. А кај може да се најдат, мислам, овие? Тоа е многу добро. Тоа е бонус прашање. Бонус прашање, тиражот се продаде. Ќе има само една 20-ка, една кутија ја чувам за промоција. За промоција сега кога ќе го правам здравје овој 9 животи и ќе има за оние што го утнале од првиот тираж, ќе има некои 15 на 20 книги и тоа е тоа, се има продадено цел тираж. Колку копии? 500 копии беа, што е за стрип кај нас прилично. Да, одлично. Да, и цела е. А сега од новиот колку ќе има? Па ќе правам 500, знаеш, пошто сега ќе видиме, може да има и втори тираж.
Да, Може да има зависи втор по тираж, барувачката зависи, луѓе. да. Би требало да има и преводи, мислам, зашто да не? Ке гледам и да се преведе, да отида малце надвор. На енглески? Да прошета. Па да, зашто да не? Можда и да отиде на српско-хрватски, влага у 20 милионски пазар, знаеш. Да, реално Или на англиски, да, за да прошета малце. Зависи, мислам, немам сега такви планови. Ке видиме. а промоцијата кај мислам првата И кај ја правиш, а Првата сега ја правев у МКЦ, значи МКЦ ми е мене као и на сите нас некако душата. па таму сме, да сега со ситуациите у МКЦ некои турбуленции има. Не сум многу навлезен, не знам, може ја би сакал таму, ама не знам како ќе биде, значи треба да идам да разговарам. Ја би сакал да е МКЦ дека некако у МКЦ ми е првиот голем фестивалски настап, у МКЦ ми е првата самостална изложба, знаеш, у МКЦ ми е и првата све. групна, мислам. Да, може и ми е, може не ми е, не знам за групна, али сигурно ми е самостална, таму ми е некои мали нешта промовиран, промоции на цедиња таму, значи некако мене ми е МКЦ. Значи, Ако ми го одземат МКЦ, мислам како опција, ќе видиме, не дека нема, има кај да правиш, ама некако таму ми е најидеално. кажи ми сам мислам да те вратам. Да те прашам Тонио Сан. Што значи Сан? Што е Тонио? Тонио е Антонио скратеница, така? Да. А Сан? Па нели зборевме Пошо, Сане Те као прашував соговорник, те да. прашував за Иренес, тоа ми го кажа, ама не те прашав тогаш за Сан. За Што Сан, ти Сан значи? е соговорник. Значи Сан е тој што со кој што разговараш, не знам, така Аха. му иде. Не можам да кажам господине, него е као Жаргонски? па као глеј, ако ја и ти се збориме на пример, ќе биде Кико-сан и продолжуваме. Аха, као јасно. Да. со тој што разговараш некако. А од знаеш. каде е идејата за тоа за Па тоа е да јапанското. Тоа е, значи од тука више. Да. Па добро, ја првиот ти кажав, моето прво запознавање со јапонската анимација беше шок, ама после, знаеш, има еден момент у животот на сите луѓе можда, да не биде, али ај поготово ние што се бават со уметност. Зборам, не мора ни да се бават, што пратат уметност, шо. има еден момент, период у животот која мора да се заљубиш у јапонскиот дизајн, култура, некако у нивниот Па свет. не знам, еве сега ја у задње време вакви Си јапан мајци само. мајца носиш. Не само ова, имам уште неколку со Сонџоку, со све некако. гледаш. Ама ми фаќа око, не знам зашо е тоа така. Еве на 33 години скоро. Човек ако играш PlayStation, значи дека И PlayStation да играм. па си јапанац, што да така. Па и сакам и јапански коли, не Па знам. да бе, да, тоа ти викам, у еден период од животот некако Јапан мене ми е тој у средно која играме игрици Samurai Showdown, знаеш? Мада мене ми е многу порано, ја уствари од дете играм све што сме играле јапанско, зборам Capcom, знаеш. Cadillac and Dinosaurs, Мустафа Да, сме Мустафа, играле, тоа е да. јапанска игра. Final Fight, јапанска игра. Street Fighter, јапанска игра. Така Па да, кога да, ќе ми бе. текна, ја уствари, гледаш, прв пат, јас сум флиперџија од дете. И уствари мене Јапан ми влегол у генетика Да, од уште од дете, дете, бе. уствари, да. Street Fighter. Си бил у Јапан? Не. Мислам имаш прашање желба на да време, отидеш, да? па прашање само на време. А да се преселиш таму и да останеш? Не знам, сега тоа е, знаеш, може нема да ми се свиѓа. Да, Затоа може и ти да не викам, ти. може нема да ти се свиѓа, иначе мора да отидеш сега. Мада јапанците се мислам дека 105 години понапред од нас. И не само Се, од нас, од сите, од од цел сите. свет, да. Освен, имаат кажано они сами у 70-те кои им рекле, сите сте, 50 години пред другите им рекле, само ни бега Америка 10 години. Овие, глеј Германија, овие, осте тоа позади, ние гледаме напред. Напред, па да, реално. Така да само Америка Само им бега Америка им 10 години. Кажи ми за најмаце на рап да свртиме. Ајде.
Што е, сакаш да почнеме со новото или сакаш да почнеме скроз од почеток од старото? Мене за старото толку не ми се збори, како сакаш, за новото ми се збори. Пример, пошто старото е зборено. Па, да, презборено, да. Знаеш, слушано. Ама мада, Ај, ќе си дојде, мислам, Ќе си самото дојдеме, по себе, да. ќе си дојдеме од старото. Ај, кажи ми, што има ново? Јас знам дека имаш 2 нови албуми. И кажи ми текстовите, музиката, све тоа комплет, што идејата. од последното, мислам дека која прошлата Прошлиот пат подкаст кога беше не кај беше мене, чувари на грувот, мислам уште искочен. не беше, Не беше, да. беше не з- Заборавените пак 3, заборавените не, обиди. да, нели те прашував за 3 минути ти за, беше тебе. за портал и за 3 минути, Да, 3 минути да. со тебе. Па, Истори сленг зборувам без генг, што Да. ме смирува, те вознемирува, да. како и да беше, да. Па ете гледаш, 3 албуми значи има од тогаш. Последниве 2 се тазе сега, едниот у јануари, едниот у февруари, back to back искочија. Цела продукција е моја и претходните ја ги продуцирам, зборам музиките, нешто се досвирува, нели, али конкретно овие 2 се мои се, цели зборам, продукција, музика, мастер, микс, све. Текстови, све. Текстови од почеток на снимање моја се мои текстовите. Имаш у фиока текстови или си ги... Не ги напишав. Зборам ги напишав, ги снимив, а види февруари не требаше ни да се, мислам не требаше, требало да се сними очигледно. Не го планирав ја февруари. Него едноставно Така испадна. така испадна, да. За урок од 2 месеци се снимани двата. Зборам. Сега, добро прашање е, текстовите не стоеле у фиока, него стоеле тука негде. Стои Знаеш, да. Така И требало да искочи да се испразниш, да... од оваа фиока, да. Ми се свиѓа новото утро. Да. Новото утро, да. Им се свиѓа Мислам, поише ми се свиѓа, ја у кола си ги пуштам само... вториот Да, февруари, на многу луѓе им се свиѓа. само не ги памтам насловите, да. Идејата, зашо баш 2 албуми сега? Пошто ретко кај нас кој прави 2, мислам ретко кај нас кој прави песни у задње време. Ќе направи една песна и тоа е тоа. Па некако ја сум фристайлер, у смисол спонтано искочи да се снимат. Ето, некој порив за да канализираш некоја енергија, знаеш. За да си се балансирам, за да си се вратам на своја. 23 беше албум кој што вака 23 песната ја напишав одма после чувари на грувот. Ја напишав само таа и остана у фиока. И некако ми беше ако ќе дое време ќе снимам албум што ќе биде 23, што ќе се вика 23. Се пресели Мики, го пресели студиото и рачунај тоа, значи спакува све. Се пресели и почна да фаќа некои проекти што немаше простор да снимаме. Знаеш, и се земав опрема ја, све што ми треба, пошто ние ќе си продолжиме да снимаме, имаме ние проект Звум, што се вика, нели, со Мики, него некако немам ја потреба да зависам, зборам затоа што разбирам, продуцирам сам, денеска, знаеш, преска што зборевме микрофониве со USB директно идат, без звучна, така да цел живот со музика се бавам, знам да снимам, знам да испродуцирам, мислам, ја и претходно Блокови е моја продукција, например Блокови на Гринаут е моја продукција, ке мене дома снимена. Чирскиот албум 2013 со Кемпе цел ке мене снимен, знаеш. И други песни. Така да 23 Што е 23? 23 е 2023 или? па кој како го сваќа 2023 23 години од мојата прва студиска снимка, 23 години. Значи се...
си има некој Овие на баскет, што играме баскет, викаат за мене 23-ка е greatest of all times, go, Jordan. Добро, Джордан, да. Така да кој како си го сваќа. Ја за мене е 23 години од на сцената, знаеш, ја ја рачунам првата професионална песна. А февруари искочи случајно, некако као да мораше да излезе од таму и на крај кога ќе видиш 23 февруари. Да. Така се врза 23 февруари. Тоа што е и роден ден. Мојот роден ден, да. А имаш многу, мислам, Се сублиминално. Да. изгледа. Ама не сакајки, Ти не си- го планирам ова. у песните си го имаш мислам све имаш кажано за тебе, само кој као ги разбира, кој ги чита Да. текстовите. Да. Пошто имаш една таква песна, роден сум пред 20 Да, години, да. на втори 23. Да, Тоа не ми е текнува која разговор беше. со смрт. со смртта, да. Што ти кажав прошлиот пат дека ми е омилена таа. Да, да. Favorite all time. Не разговарај со непознати. Не разговаре со да. непознати, да, и прошлиот пат ја утнав и сега. Да. Не бе не, така имаат крстено. А ја има Искочи стајна. она, да, искочи на YouTube некој ја, знаеш, ликна песната од студио излезе и некој се аплаудирал и ја крстил си по своја. пишал, И ја да. пишал не разговаре со непознати. И се сите ја знаат ко таква, знаеш. Да, да, да. Не можам јас сега да им речам луѓе не се така им се вика нив. Тоа е. А вториот албум сега новиот хаос ја вика. И пошто е. Февруари. И пошто е. Исто мислам, Последниот е февруари. Не, 23 е 23. 23, да. Само 23. февруари си е февруари. Февруари е последниот мој албум. А има ли уште чувари на грувот? Има. Дали ти се сметаш за еден од нив? Дали ти мислиш дека си еден од нив? Пошо Да. знаеш дека не знам мислам пратам ја доста, ама ретко кој прави вакви Ваков груп. некомерцијални песни. Ама Абе, се убав. прават луѓе, ова снимаат. Се да ти кажам право, ќе идам и на журка една, кај што се снима Boom Bap Младинава, што снимаат. Меѓутоа, како да ти кажам, секој со своето пробивање. Ја не следам многу македонска музика. Мислам, не следам, знаеш како не следам нешто и музика, еве, и тоа го зборев сега скоро на еден друг подкаст. Нас, што сум пораснал со него, овој Насер Джонс, Аха. извадил нов албум, сите викаат, не го ни слушав ја, не ми дошло, знаеш, не дека нешто, не ми дошло да го чуам. Да. Така да има, сигурно дека има, имало, има и ќе има најверојатно. Си се знаат тие чувари на грувот, што се сами си знаат кои се, знаеш. Е сега, све додека искача тој звук, си се чува тој звук, не знам. Мислиш ли дека е така не знам, во заменување андерграундот у Македонија или дека све е комерцијала сега и се Да. трапи, мапи, такви ствари? Па не знам, човек ништо не е права линија, неверојатно, знаеш, изгледа све што е живо е некако има свој ups and downs, падови и Дефинитивно. подеми, знаеш. И најверојатно хип-хопов он е као жив организам и сега на него се лепат и овие ствари комерцијални и турбофон, ама не е тоа сега, знаеш, тоа е кај нас пред 15 години почнаа. Па сите тие некои наши на тие чуварите на грувот, условно кажано, сите тие револти кон тоа беше ова, дека еве у што се претвори, мислам. Да. Денешниве турбофолк, мада ти, знаеш како сега, не може да се спречат некои процеси. Тоа е процес, светски процес. Тоа не може не тргнало тука, Да, не значи може да им трапот е кажеме од не. Америка, например. Да. И едноставно не, знаеш што е сега? Сега треба да сватиме, не сме веќе деца, треба да сватиме дека не треба да хейтаме. Едноставно. Не хейтам, човек. Да бе, нека си тера. Не хейтам, нек си прават, нек си тераат. Јас си го правам моето, не може да се спречат некои процеси. Секој со своето уво, знаеш, не можеш ти, као вика, дума.
Не може како беше пчелата да ја докаже на мувата. Дека медот е болje од govno, Гол. да. И сега ти, ако сака некој тоа, не можеш човек. Значи имаш ти, ако некој сака да се шљака со тоа, нек се шљака, не можеш да го спречиш. Дефинитивно, да. Може и болje си проаѓаат они, мислам. Не знам, човек, секој со свој. Ко мене што не може никој да ме присили да мислам, можам ја од општо од почет да изслушам. Са, знаеш, ама имам толеранција, пракна толеранција и тоа. Можам да слушам 10 минути турбо фолк, ама 15-та ќе почнам да полудувам. Да, шизам, да. Да, и сега сам да ти кажам, ко мене некој што не може да ме натера, не можам ни ја или ти да натераш некој да слуша нешто што не му го сака овој. Деци, тоа. А според тебе, кој мислиш дека е друг така чувар на грувот? Вака од старата гарда, од старата фела што сте. Па има валјда. Дали уште прават песни, дали снимаат, тоа ме интересира. Или дали сите Па више не знам кој ги знае. Сите снимаат валјда, секој си прави секој со своето, човек. Ако некој има инспирација да снима, снима. Ако нема инспирација, не снима. Ако кој како Ако се има, милува. ако пошто не, например, некој го работат тоа од љубов, некој го работат за пари. И Пошто тоа има, да. комерцијалата е, у принцип, све е за кеш. За кеш, да. И Па добро, секој со тоа кој што ти кажувам, секој со своето лоби. Така да ја сум среќен што до сега, мислам, до тука не сум морал да следам никаков тренд со музикава, знаеш. да, си го тераш Да, твоето. за да морам да направам компромиси со сам себе, за тоа да му се допадне на некој и да ми донесе бенефит. Ја сум имал среќа да не треба тоа да го правам. Си пишал песни за други? Мислам, да. Не сеќам, можно е да било тоа. Да, сум пишувал. Ама за рапери. Да, за Да, рапер, за но- рапери. По првата песна Закана, што е текстот на Матрикс, моја, знаеш, ја му го имам пишано. И други сум пишувал, во ствари, да. А денес на го продуценти. знаеш да ти се јава да ти побараат кој може да ми напишеш Денес не. него сам за себе. Не, денеска да, сам за себе. Во ствари, што знам човек, ако некој ти се јави, побара реклама, не знам, нешто и... Абе сега, има начини да се заработува, знаеш. Не е тоа греф да му ти се јави, ти да, си бе, текстописец. нормално, ама те И поштува тебе, не ти го сум поштува направил. стилот. Да, и да ми напишеш И да му текст за напишеш, пари. Тоа ти е нормално, исто да. како да ти побара графички дизајн некоја му направиш, знаеш. Точно. Така да, она нема тука греф. Не сеќам. Може сум напишал, може не знам. А зашто немаат видеа спотови, зашто немаат песните твои? Да. Не знам, некако... не сум ни размислил, видиш? Не ми ни... Одамна немаш спот изваден, Неам, така? Дума е ти. последен, да. Не знам кога беше Дума. Тоа ти сам го... Сам. Дума е дел од проектот 7 песни, 7 спота. Тоа е овој фуријата на трпеливиот човек. Мада седмата песна никогаш не искочи дека е у фиокче, пошто таа е последната песна и решив да ја одложам. Аха, саш да кажеш дека таа е последна која ќе ја извадиш таа, Изгледа дека тоа е тоа. тоа ќе биде, Да. ама се надам дека нема да биде тоа за брзо време. У наредни 20 години. Да, некад, мислам, фали тониот сан. Па, тоа ти викам, некако, као сите спота, таму отидоа и овие, не дошло, не знам, така некако. Не би правил некој таков, не знам, спот кој. Би правил, ама треба некој да, знаеш, не ми се замара, мислам, не знам ова како ќе звучи се, она не. Да, немаш време, не ти Па не ти дека- дошло до тоа. Не дека немам, не ми дошло, да, ми дошло да снимам музика, не ми дошло да искочи визуелно видео, мада еве со филмофилска ако снимаме, знаеш,
дека со нив ги работиме видеата, мада и они се бркаат, секој малце потешко кога ќе дојат годините, знаеш, Да. обврските, еден си брка таму, друг ваму, некако тој забавниот дел од животот, не дека не се дружиме ние се дружиме, ама и цело време треба. Ама си имаш обавези, Така му доаѓа. дур да. се склопите, поминува времето. Иначе еве, додека збориме си викам треба на чувари на грувот еден спот. Не знам. Таа ми е можда фаворит песна, да знаеш. Чувари на грува? Да, може таа ми е омилена. Па да, пошто нели сега у поново време мораш да имаш спот за да ти се слуша песна. Мислам, Најверојатно. така е наметнато, Да. работите да се така наметнати. Не. Да, ама ете, гледаш, меѓу редови нема спот, па има Па гази. пола милион views Ама зборам. битно е и луѓето што Да, сакаат да. да слушаат, ќе го слушаат и без текст и само црно да биде и ништо друго. Точно. Абе види сега, ја малце и луѓево што слушаат одамна не следам, у смисол не ме интересира, него некако поише вадам од овде што има надвор, не од таму внатре не ставам, не знам. Да, пошто така ќе енергијата ќе Па, си ја... За некои ствари, сега не е ова за све, ова е најверојатно за кај сум ја моментално у хип-хопот, не за све. Например, ако се тетовирам, сакам да се тетовирам од светот нешто на мене да ставам, знаеш. Да. Не од внатре. Тоа е, али кога пишувам текст, сакам од мене да излезе нешто. Така да не е ова фиксно. Не го кажувам као фиксно, не ме занима што, али знаеш како некако ја кога ги направив ме мрзи црногорско поткровје. Пробувам да се сетам многу песни. И Жешка линија кој што се кечи и Гудало Кјоте, кој што го пробија тогаш хип-хопот, нашиот хип-хоп у алтернативна сцена, не ги размислував ја тие песни дека на некој ќе му се свиѓа. Беше мене нас да ни се Да, свиѓаат и им се свиѓаат на нив. Меѓу редови е по таа рецепта, по таа формула, знаеш. Не гледав ја да им се свиѓа нешто на луѓето, него гледаш тебе. Астерикс, тоа мене Да, што ме тебе. интересира и им се свиѓа и на луѓето. Ама сега, например, треба да снимаш некоја песна као меѓу редове, ако ми кажат, не треба. Не човек. ти иде, да, не ти ми иде од иде, тебе. Да. Али може ако ми дојде. Знаеш, имам неколку идеи. Сега да не ги издавам, сега може и 2024 е 20 години после издавањето на Цветот на светот, на мојот прв албум. Така да ќе видиме, може да има нешто А некој интересно. фит со некого? Може да се очека? Па зашто да не? Може, ама тоа ти е истото као имам уствари фит, сега имам баш сега снимивме една песна со Духот, овој Лазар, он е у Франција и Фундамент продуцентот е у Канада, така да ете има сега ќе искочи некој фит со нив, да. Има, зашто да не? А, Не сум ја тежок за соработка, луѓето мислат сум. да, има друго мислење. Може дека, Да. не знам, те замислуваат као позатворени, така. Не бе, Ама уствари си кооперативен. скроз кул. Зашто те нема по настапи? Тоа прашуваат луѓето. Зашто Тонио Сан не иде на настап? Леле, човек, немам одговорено, ме викаат пак На The Fest? Не можам сега да кажам, немам одговорено, треба да вратам. Ме викаат на фестивали и тоа имам тука ми стојат се ќе ги видиш овој пораките, не е дека ја го кажувам ова, Да, него го има. Оваа година решив да не. 2024? Да, решив да не. Здравје некоја година наредна може. Значи може 2025 или 2026 веќе ќе биде 10 години после последниот настап, така да ќе видиме. А последниот настап каде бил? Не се сеќавам, може да е МКЦ.
Мислам дека е МКЦ. И од тогаш се немаш... Да, ама види, глеј, ајде им кажам на луѓето што сакаат да знаат. Овој зашто. Немам конкретна причина да речам се презаситив. Значи немам конкретна да кажам се презаситив или ми дојде овде со ова да се расправам со менаџери или... Али реално, многу ме занима како ќе ме поканат. Знаеш, ако има една мала доза на манипулација во смисол да камбек сакаш, а не икам. Ајде ти, еве ти камбек да ти помогнеме, ќе речам не доаѓам. Али ако искрено ме поканиш и ми понудиш тоа што види, не знам, Тик-так, тик-так. Ве потсеќа на нешто? Тоа е македонски производ. Часовници и новчаници кожни многу се добри, многу се ефикасни и може све да собере у нив. Проверете на tak.mk, изберете си, ефтини се, а се македонски, поддржете македонски производи. реално имам 10 соло албуми, 3 со Легијата, 2 со Гринал. Сакаш ли да ти дојде тониот сан на настап искрено? Ако сакаш, човек ќе треба му отмина труд позади да го испочитуваш, знаеш. Да, нормално. А кај нас го почитуваат ли минатиот труд? На било кој артист. Па не, мислам дека кај нас ништо не се почитува. На било кој артист. Они се спремни да испочитуваат некој пак е овој тој муаве, знаеш. Некој странец, што нема ни публика кај нас, пример, се спремни да го испочитуваат, а нашиве не. Како и да е, сакам да кажам, сакам да со луѓево сум им кажал дали ќе биде некој голем фестивал, алтернативен зборам, поштовање до ДФС, поштовање до таксират, дали ќе биде на тоа некој мој настап, дали ќе биде соло концерт, не знам. Не го кажувам дека мора да се деси, не го кажувам дека нема да се деси, не знам, ќе видиме, зависи Да, од не ти е, расположение. да. Иначе ги почитувам луѓево и ги почитувам овие два фестивала многу, затоа што одржуваат и секогаш сум си поминал супер таму. Дали ќе се вратам оваа година? Не. Бол, што знаеш? Не Да, знам, никогаш не појма знаеш што ти носи времето. Не знам дали кажав некои ствари што не сакам погрешно да се сватат, знаеш, него чисто ајде да го одговорам тоа од почеток. Нема кај не сум настапувал, знаеш, нема кај не сум настапувал, зборам и некако доаѓа време кога си викаш добро, не ми се настапува, стварно не ми се настапува, за да се вратам негде, за да стварно треба организаторот или Да било ти кој. испочитува како што треба. Па ја не барам нешто кој знае што, Да, ја барам само човек, окей. Види, Искреност. се не знам како ја пазам, внимавам да не биде погрешно сватено ова, али ексклузива ти е сега да се вратам. Да. Ексклузива и сега, Да, ако реално. имаш ти таа ексклузива, пошто ја можам у секој момент да направам соло. Да, концерт. тоа ќе ми беше прашање дали си Ќе размислувал на направам тоа. соло и сега ако биде, тогаш не е дека сега, знаеш, ја пак кажувам дека ама да направиме треба реален муавет некако, сите сами со себе, знаеш. Да скратам, не ми се настапува у смисол не се осеќам така, кога ќе се осетам, може Да, ќе ќе биде. се вратам. А за соло концерт си размислувал да направиш? Па, би било спектакуларно ова како ќе разамислиш. Ма, реално- Пошто не било дамна, да. Ке видиме. Затоа ти викам... Со жив бенд? Да. Со жив. Ова луѓе го прашуваат зашо го нема, сакаме да го видиме човекот уживо и затоа ја ти поставувам прашање од страна на публика. Да, А, па. Да Ајде ќе те видиме, нека помине промоцијава прво. Здрави. да те наврата маце на уметноста. Колку изложби си имал до сега? Три, Која ти била првата кај си? три почеток? самостални и многу групни. Зборам, многу групни, меѓународни, тука кај нас исто по регионот. Али три самостојни, првата е у МКЦ, втората е у
у музеј на град Скопје во тоа графичкото студио, и третата 2017, мислам дека беше, таа беше у музеј на град Скопје исто, ама у најголемата сала. Сега нешто такво. Можеме Да ти кажам право, размислував, ама некако ја распределив енергијата таа креативна на други места и у стрипот. Тоа ќе ми биде, знаеш, сега овој стрипот што ќе биде. на тоа си посветен Па сега. таму ми е тоа е тој голем научен труд, така да го кажам. Таму ми е фокусиран. А групни изложби, последната беше у Бања Лука, групната. Мада не знам дали е последна, сигурно прошета и у Босна, на други места, сега не знам точно. Мислам дека у Приедор исто беше, како и да е. Тоа, околу изложба, за сега немам некој план. Знаеш. Да, немаш. Него сега ми е мојата креативна енергија, сега оди у стрипот, таму да го завршам, да го комплетирам делото. Па после идеш на нешто друго. После здравје, да. Сега ми е стрипот главното на врвот на таа пирамида. Пред некој подкаст ми беше на гости Марко Тасевски, ми кажа Е. дека си му бил ментор и дека он сакал само ти да му бидеш ментор и дека мајка му дури ти пишала тогаш. Не стигнав да го гледам, мислам дека видов и реков, ќе го гледам подкастов, Да, топе Марко, збореше, поздрав да. до него, да. И го ставив, мислам, овакво да го гледам и не сум стигнал. Прифати без проблем? Му отварав изложба него, мислам дека. Вака, Марко е изврсен талент. Он тогаш, ја кога му отворив изложбата, беше тоа пред не ме фаќа 10. Одамна Многу било, одамна, значи пред 10 години има сигурно. Он тогаш не беше ни средно, мислам, или факултет, не знам. Да, не беше не бил значи, факултет. Он беше многу Нешто млад. основно бил, така Така, мислам дека. имаше цртежи као да има факултет. Многу добар цртач, сега работи тату сега си е. студио, да. Гази, дечкото, многу фин лик, многу фин момак. Не го гледам често, него ретко, овака ќе се видиме случајно, ама стално кога ќе го видам ми е пријатно. Да, знаеш. за муабет за се. Добар лик е, треба да пиеме пивца. А и со треба него. Да ми да истетови. иде да се тетовира. Што мислиш за тетоважите? Мислам, си пробал некогаш да тетовираш? Не, Пошто и ја- тоа е дел од уметноста. Да, секогаш сум се дружел со луѓе што тетовираат. Мојот најболи другар тетовира, он ме има истетовирано. Сум се дружел увек околу мене имало луѓе што тетовираат, никогаш не сум пробал, не ме Не си влечело. имал желба. Да, не сум имал Не те желба. влечело Да. тоа Иначе едноставно. почитувам скроз, мислам. Да, нормално. Почитувам и тоа е мајсторија. Тие се тату артистите, мислам сега гледај, не можеш ти да кажеш тату артистите и сите да ги ставиш и они имаат подобри Да. положи. Нормално. Али у принцип тату артист е мајстор, у права смисла на зборот, маестро. Мада Е фака се конкретно, за мене. Марко е маестро. Да, дефинитивно. Да, Се, да. И јас се тетовирам кај него и знам како тетовира, Да. дека е добар. Ајде да те прашам за основоположниците на рапот кои се според тебе во Македонија. А според мене, Според тебе, да, според Да, мене според- ти кажав, Да, ми кажа дека утнав и да не зборам, пошто ќе ме не бе, ќе ме затефаат луѓе. Абе, добро види, секој Не, исто беше тоа прашање од публика. Праше го конкретно се? Тонио Сан, да. да. Ајде шо прашам? Не, праше го за човекот што ти го кажав, кое што го е, спомнам. да. Ќе го спомнеме или не? Па сприт, Спирт, спирт, те прашале. да. Оне Ова се прашање од да, публика. Не можам да знаеш како за други луѓе, ама не е он е помлад, мислам помлад од сите Да. ние сме втора генерација, знаеш. И мене ако ми каже некој ти си, ја можда за некого сум, знаеш. Ама општо вака историски ако го земе, ја не сум, јас сум втора генерација. Дури трета можда да бидам.
не сум трета, али според годините треба да сум трета, ама ја многу млад имам улетано, знаеш. Ја на 14 години веќе снимав со прва генерација или втора на Да, луѓе, и знаеш. после Да, така да за мене, ова ќе се наљутат луѓе, знаеш, дека тие постарите сите мислат дека се они основоположници. За мене основоположници, глеј, не можам да не ги кажеш. За мене се уличен ритам, Сав, ама пред Сав има чиста околина, знаеш. Ама Да. за мене се Сав. За мене се они, за мене се уличен ритам. Сега тука ги имаш ти The Most Wanted заедно со Чиста, тоа се Аго и Тец, знаеш. ја изгледа сум многу Ова се млад. најстарите, ова се 90-ти, значи Аха, рачунај, 90. ова се 90. Од самостојување на Македонија. Абе, овој уличен ритам и го имаат албумот на YouTube, таму пише некои песни, да не ме фатиш за збор, 93-та, 4-та се човек. Знаеш. Тоа е одамна, тоа е многу. Респект Ја до- тогаш сум 91 сум роден. Па тоа ти викам, не, ја не сум ги слушал тогаш, јас сум ги слушал у Много 99-та, у 98-та, 9-та сум ги слушал, а биле песните од тоа време, знаеш. Така да, они се, за мене некако, ја кога сум ги чул нив, они се тоа што мене ми се свиѓа, тој звук, знаеш. Поштовање до овие останативе, ама мене тој звукот што мене ми треба джез и бум-бап, они го направиле, знаеш. Да, уште. Се не се пробиле у смисол нема CD, нема касета, тоест не издале касета уличен ритам. Ја по други некои канали сум стигнала касетата до мене, ама не онаква издадена од југото, знаеш. Аха. Чиста околина. Го издале тој албумот нивни, како беше новиот аспект на старата школа. И они се попопуларни, ама за мене уличен ритам се основоположници. И Таму. После како иде? Како се разгранува сето тоа? После После Па нив. видиш, еве, не можам да не кажам, ете, Виджи од Чиста околина па води емисија Црна хроника на радио, тоа ти е као денеска YouTube, да, знаеш. И ете, Виджи, како хост, водител, сите рап групи, сите демо песни што се снимани, ги носеле у Црна хроника емисијата ке Виджи у 103, за да ти За да ги испромовира. за да те испромови, така да сакал Некел, Чиста околина, Виджио Чиста и Самуил, двајцата се од Чиста што водат емисија, они го буткаат тоа. Да, цело, немало они тоа го- време Инстаграм и Ништо Инстаграм и од тоа, такви ништо. ствари. Ти за да ти ја чујат песната треба да 103 да ти ја пуштат. Зборам овие. Така да ете, Чиста околина. Сега глеј, претходно имаш ти, што да ти кажам, можда и нулта позитив са. И они се некои фанки хип-хоп поп, сваѓаш. Да, А мислиш дека на времето поише се правело музика и поише се слушало него денес? Мислам, добра музика, зборам за добра музика. Па не знам, човек, не знам. Мислиш са. дека се сменети времињата? Скрос? Сменети се секако, бра. Секако се сменети. Види, немаат исти херои, иста доба, иста култура. Еве, на пример, ја зборам со моите студенти од 4-та година за стрип, воедно и кинематографија, ја им кажувам, дечки, у 80-ти, у 90-ти имаше action heroes, беа Шварценегер, Сталоне, Ван Дам, Стивен Селјак, Стивен Сегал, да. Стивен Селјак. Нико, да. Да. Мел Гибсон не е, он у друг квалитет, Друга ама и фера. он е у таа лига. И сега, они немаат појма овие кои се, мислам, ги знаат, ама не им значи ни Силвестер Сталоне денес ништо. А замисли ти тогаш Рамбо, шо ти бил тебе, Шварценегер, шо ти бил. Добро, таа. Така да сам да ти кажам, сменети се. Нормално. Мене не ми значи ништо Хит Леджер, ама нив име Хит, да. икона, да. Да, така да сменети се. Се сметаш ли за последниот самурај?
Не. Пошто исто и мислам ова што ме прашува, дека прашаја кој ќе дојде. Дали Ова ти се прашање Прашање од публика, да. Дали Дали сум... се смета Тонио Сан за последниот самурај? Вали у стилот да го зачуваш тој андерграунд, не знам, као Мгм. као така да го оформам прашањето. Па... Абе... Можда у некоја форма зборам оставаш ти, не мора тој да бидам ја лично. Може некој што се развил према некои критериуми, вредности, квалитети што си ги оставил ти, па некој друг ги негде си посеал некое семе и некој друг развил плотот тоа, знаеш. Не можам да кажам дека ја лично, можеби некој кој што слушал Тонио Сан ќе биде појак или е појак или ќе го брани, ќе го чува и грувот, ќе биде последниот самурај. Не знам. Така да не можам ја да кажам последниот. Нема да има последен никогаш. Ќе се наоѓа само, гледај, хип-хопот е и самата уметност, али еве конкретно хип-хопот е еден жив организам. И никој од нас не е поголем од хип-хопот, знаеш. Нас не има, не нема, некој подолго трае, некој пома, никој не е поголем од тоа, знаеш. Никој не е поголем од Джордан, имало пред Джордан. Мислам после него и се, ама... Дам пример, не ја Да. не сум ја не ни навивам за Джордан зборам, него знаеш, ни Джордан не бил поголем од кошарка. Еве денеска има дебата кој е the GOAT, дали е Коби, дали е Леброн Джеймс, дали е Джордан, мислам. И он не е, така да никој у хип-хопот не може да каже дека е поголем. Те имате, нема Тупак шо вика, how long will you mourn me, значи колку ќе ме жалите. И тоа ќе Да, биде, ќе знаеш. помине, да. И тоа е, мада Тупак до ден денеска не е поминат. Ете видиш. Да, уште До ден уште денес. живее, да. До ден денес не е поминат, до ден денес е жив. Мислам на некој начин, знаеш. Бе сега, не можам јас сега далеку да не ме свати некој погрешно, далеку тоа се легенди, али зборам. Ја уште сум активен, ето, уште творам, уште ме има, Уште те знаеш. има, да. Може треба да ме нема да види, за да тоа присуство се види дали, знаеш, Дали фали. дали фали или не, пошо. Еве, ја вадам албуми уште, знаеш. Сам и ќе те прашам за, пошто вака ти као рапер и такви ствари, сам да ми кажеш мислењето за Тоше Проески, пошто скроз сте различна. Ова сега ми текнува моментов, ама баш ме интересира. Да бе, да, зашо да не... Тоше. Прво ќе ти кажам, знам, ја бев на факултет Тоше Проевски кога почина. И не постои тоа, беше шок. Ја памтам дека на домашен телефон се јавија, која година беше тоа? Не се сеќам. 2007. 2007, да. И се јави некој на телефон, звонеше телефонот и памтам брат ми крена, ја го слушам од соба у ходник и слушам како што збориш бе, како бе почина бе, ај сме... И ја некако знам дека збори за Тоша човек, ни се спомна, ни беше музичар, само знам дека некоја голема личност починала. А ти беше веќе тоаш во... Јас пиев, знам, и ме буди телефонот. Ја уствари се будам имам таков самурајски сон, знаеш, ако крцне Нешто... пот, ја пола око отворено. И сега го слушам, ја знам дека шо збориш бе. Прво ми олеснува дека не е некој од, не да Боже, Да, фамилија. фамилија. Прво гледам некој умрел, сега си у шок, така нешто. Прво слушам, умрел. Се будам, стрес, после слушам дека е некој многу голем, што е дел од тебе, ама не е личен дел од тебе. Ја ми олеснува. Значи тоа е некако така се чувствувам, знаеш, прво шок, па ти олеснува дека не, после Тоше и сега ти е what? Да, Како не ти бе е... човек? И памтам отидов на факултет и тоа беше темата.
Да. млади луѓе, некој на тоа се зеза, некој на тоа плаче. Тој што плаче се љути на тој што се зеза. Значи имаш, али е турбуленција некоја. Да, цела нација мислам дека беше Да. Сега, ја лично не сум го слушал, меѓутоа еве да ти кажам што мислам за човекот. Не е важно дали ти слушаш или не слушаш. Битно е да ги препознаеш вредностите. Зборам без разлика дали ти субјективно навиваш за некој. Мораш објективно да ги гледаш работите. Човекот пее 3 сата концерт, тоа е ко маратон да трча, без еден мал фалш, така? Да. Значи ти треба без разлика дали слушаш метал, хип-хоп. Човекот нема еден фалш од 3 Сати. мораш да препознаеш, да, и да честиташ на тоа. Така да што да кажам, ете тоа е за тоа што трагедија. Немам ја. Пази, ова ти го кажувам онака без никаква емоција, у смисол греота, млад човек, тоа све, ама немам ја, не сум му бил фан, не сум го слушал. Да, не. да. Али сакал некел му ги знаеш песните, негде си ги слушал, у такси си ги слушал. Да. Некој ти ги Ќе пуштил, излезеш, да. си пил кафе негде си ги слушал, ги пуштил некој вам, у дома си ги пуштиле, твоите, ти го знаеш Ти него. влага у мозок. Да, го имаш, ти знаеш кои се негови. И он ми е, како да ти кажам, он ми е ко Здравко Чолич, например, ете, у тој аспект, ја многу го поштоем, истото го имам и за Здравко, ја не го слушам тој тип на музика, ама го почитуваш. човекот пее 3 сата маратон, Да. беш фалс, свака час, мајсторе. Да, тоа е тоа. Тоа имам. Не, ми се надовр за прашање, пошто зборевме нели за Тупак и дека уште живее у луѓето и за тоа и Тоше уште живее у луѓето. Не сакам више да те замарам, фала ти. Толку беше? Да, па Добро. да, не знам колку време помина. Мислам дека Као се, не бе, па ти супер е, ја навикнат дека батерија да се потроши, па да. за тоа не знам, знаеш колку време помина? Па не Од прилика знам кога сме 7 и нешто. Колку е па се? се е 9. И па таман. Таман. Да. Може да завршуваме? Да, бе, брат, како не. Фала ти, мислам дека беше поразличен моветов од претходниот пат и малце по други теми офативме и ќе дојдеш уште еднаш пошто стварно публика ептента сака, не знам што правиш, Да, мислам бе. дека треба да се појавиш негде. Сега ти си знаеш, голем си, ама мислам дека треба да те видат пошто многу луѓе би дошле за да те видат и да ти Еве, нека дојдат на спочитуваат. промоција. Може дојдат тоа на да, сам промоција. тоа сам да кажам за крај што сакаш, можеш да кажеш, оставам на тебе и за промоцијата и за се. Ништо, прво фала ти на тебе, знаеш дека у секое време, мислам, уживам ја. Да си правам мовет со тебе, поготово, пошто имаш смирена енергија, многу ми е лабово да ти кажам. Фала ти, да. Ми има спомнато луѓе, некој, да. Ова е од јапанската култура нешто, Па од не, самурајот или? вајде таков ми е сензибилитетот, не знам. Али скоро смирува да ти кажам и претходниот пат ти го кажав. Ама тој знам сега да ти- и да излудам и јас, зборам ако Добро, зависи кој нормално. копчиња се стисна. Нормално. Поштен, фала ти, ако има трето, доаѓам у секое време, зборам, ке Скроз, правиме. зашто да не? Скроз друг муабет, да, мислам добар муабет и има и уште за зборење. Што да кажам, па не знам, не би сакал да е сега порака до младите, нека гураат, нека препознаваат време, простор и околности, ето, тоа ми е хит, да го кажам. Нека се едуцираат, нека не дозволуваат да бидат изманипулирани од и субјективно и објективно, зборам и на тесно и на широко. Не им е лесно денес, на младиве општо зборам, не само на младиве, него па добро и ние сме млади, зборам, не е лесно релативно, уопште, да. ама не е лесно уопште, знаеш, денеска внимавајте малце луѓе и со социјални мрежи, нема филтер таму, знаеш, гледам какви луѓе се, какви трендови се поставуваат исто, знаеш. У смисол на
и да секој да биде експерт за се и се што Док си на се да- више тоа, си сите сме даваат, ма експерти. сегде си даваат лиценци, сите, знаеш, се фура некој индивидуализам исто цело време си ти најпаметен со највише информации со а во всушност не си. Дефинитивно, не можеш ти све да се разбереш, и све да знаеш. И знаеш зашо го зборам ова? Никој не е имун на знаеш ке кажеш све ти влијае. Социјални мрежи, Како све не? тоа ти влијае, ама ти викаш не бе, јас се зезам имун, а уствари си зависник, си ти влијае, те имаат програмирано, зборам, не сакајки, сега си вади своја, знаеш, и ти после твоите акции и реакции се според некои ствари имаш, може да се искриви реалноста. И исто така и гледам дека и вредностите малце се сменети скроз Се. за разлика од на времето што беа. И расположението исто ти Се. се менја од социјалните мрежи, пошто некој ќе видиш овој на јахта, овој на вамо толку да. пари, овој вамо. И ти дома си викаш, абе, чекај, овој глеј шо прави, јас седам тука дремам. Да, мислам дека многу искривени вредности имаме, ама се надевам и имаме ново нормално, што ја мислам да си го вратиме старото нормално и старите вредности да си ги поштуваме, затоа што Да. ќе отидеме кај што не треба. Па да. Само да се надопунаме, Џордан го спомнав. Џордан има кажано, немој да се откажуваш, дека после првото откажување ти станува навика. Денес гледам дека младиве многу лесно, немаат угриз. Сважи, ова важи за све, ова важи за работа, ова важи за факултет, важи за школа, важи за проект, важи за меѓучовечки односи и врски. Важи за све онака, нешто е некако Да. се нема угриз и многу ствари се почнати недовршени, оставено, све, знаеш, нереализирано и така натака. Некако тоа сам да кажам, тоа све влијае. Нема Као ти- трпение Трпение и истрајност нема, да. за да успееш, пошто треба да паднеш еднаш, два пати стануваш и газиш и тоа е тоа. ама. Па тоа е го, тоа збориме, знаеш. Сега не викам ја негде многу е тенка линијата да се забајатиш уедно, да нели ја она викам немој да се умочварите, да бидеш мочури што Да. остаен на едно место, али у исто време мора да си стабилен, да изградиш нешто, да трае, мислам, глеј, 23, зборевме преска, 23 години. Да, трае нешто. И ти сега ќе земеш опцего, е многу различен, ама е тој, е некако имунитетот е друг. Сега, знаеш, кога ќе поставиш здрави темели е многу тешко да те бутне после некој. Да, Нешто, виша сила, да, ама некој е тешко. Да скретам, поентата ми е тоа да се малце по, знаеш, имаме сите глава, да ја користиме и да размислуваме. и малце поише да се поштуваат и ценат самите себе си. И тоа, да. И да си се вреднуваат. Да. А јас го за крај сам да ти поклонам еден новчаник од нашиот спонзор. Так, прошлиот пат немав спонзори, ама гледаш сега имам спонзор. Ова е од нашите спонзори, кожен Поштен. македонски производ. Еј, знаеш Така, ли да. кога зборам дека Ти треба треба да си на- го сменам Ја новчаникот? мислам дека на сите гости што ќе дојдат тука им се наоѓам, затоа што сите човек, тоа топ. викаат. Мислам дека е добар и мислам дека Да ќе го ти се отворам, може допаѓа. ли? Ако сакаш не е проблем, мислам твој е Ау, новчаникот. свака час, значи Мислам дека валјда сум те погодил. скроз, ево, овој ми треба. Пошта. Да? Еле, овој ми треба дека мојот е толкав, Толкав, а празен. да. Празен, ама толкав и викам дај бе некој новчаниче за уџеп. тенко, да, за уџеп е па. И македонскиот плюс. Ова е македонско Фала ти. производство. Фала ти. Нема гајле со здравје да си го користиш. И bad motherfucker на него пишува, као Pulp Fiction. Uh, фала ти уште еднаш. И на вас фала и што не гледавте и уживајте у вечерта. Антонио Сан, драги гледачи, ќе дојде уште еднаш, сигурно. Peace. Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис!